Добар ден на сите. Продолжуваме Комисијата за финансии и буџет, согласно договорот кој што го имавме. Продолжуваме со точка 10. Решение за давање согласност на правилникот за условите, начинот и постапката за издавање и користење на повластена паркинг карта за лица со аутистичен спектар. И точка број 11 се однесува на истото решение за давање согласност на одлуката за бесплатно паркирање на јавните паркиралишта во надлежност на ЈПП и ЈЛП Битола за лица со аутистичен спектар. Тука е директорот, ќе не образложи. Повели директор. Ви благодарам, председателе. Добар ден на сите присутни. Пред нас се одредени измени во документите на јавното предпријатие Паркинзи, кои произлегоја од одлуката на Советот на општина Битола за мерки за поддршка на деца со посебни потреби и нивните семејства, врз основа на која одлука општината Битола поднесе барање до јавното предпријатие за спроведување на истата. По одржаниот состанок на управниот одбор ние ги разгледавме сите опции кои беа на располагање, донесовме одлуки со кои што може да разговараме за двете точки заедно, мислам дека нема. Да, за двете точки разговараме. После кои донесовме измени во програмски документи на јавното предпријатие за да можеме да ја оствариме ова одлука на Советот. Правилникот е само еден дел кој јас не сум сигурен дали Советот го носи како институција, се носи во рамките на интерните органи, но сепак е доставен до вас да видите, пошто во него е изразена суштината на сите овие мерки кои треба да се спроведат, инаку имаме ние измена и дополнување потребна е на ценовникот на услуги и на доместоци на јавните паркиралишта и тој е документот кој што Советот треба да го усвои фактички, а со правилникот само се предвидуваат начините под кои ќе оваа категорија ќе добие повластено паркирање во анализа на она што навистина значи потреба на овие лица, во консултација со неколку советници, донесовме, ова е главното, можност за добивање на повластена паркинг карта за лица со аутистичен спектар, кои можат да користат паркирање на следните зони. Подзони, уствари, од зона 1, B1, B2, B5, B7 се бесплатни, од зона А, подзоните А2, А8 и А10 се бесплатни, хуманитарните паркинзи се бесплатни, ги уредуваме со ова и зоната D1, таа е последната ново отворена зона, односно кај болницата, е бесплатно паркирањето. Гледавме да бидат офатени сите здравствени институции, сите основни и средни училишта кои подлежат на зонско паркирање и исто така хуманитарните од причина што кај Император може да ја користат таа зона за рекреација на нивните деца во градскиот парк, во Золашката градина и така натаму. Мислам дека се е офатено со ова и ќе ве замолам, значи јас толку нема да должам многу, доколку имате некои прашања, слободно повелете дополнителни, а ќе ве замолам да ги донесите овие одлуки, пошто и на некој начин станува, значи ова ефектуирање на одлуката на минатата седмица на Совет која беше донесена. Ви благодарам. Благодарам. Дали има прашања? Кузмановски Павле. Благодарам, председателе. Прво да се заблагодарам на ангажманот и вас како директор и на целиот управен одбор
и за овој новитет кој не само на одредени зони како што говоревме за инвалидни лица, туку се проширува опсегот на паркинг за користење на овие семејства и овие дечина. Сега мене ме интересира, пошто на мејл не можев да ја отворам правилникот, дали ќе му издавате врз основа на документација, налепници ќе имаат или ќе бидат внесени нивните таблици на возилата? Околу тоа само едно појаснување кратко, како ќе биде? Ви благодарам за прашањето. Јас не се доизразив. Ова категорија на лица нема да паркира на инвалидските места, туку ќе паркира на слободните места на поедина зона која има. Тоа е првото. И второто, да, јас ќе ви дам една печатена верзија од правилникот да го разгледате. Документите, само момент, ако сакате ќе ви прочитам, се точно прецизирани. Значи, под број 1 ќе треба едно барање да се пополни, фотокопија од лична карта на подносителот на барањето, односно родителот или старателот на детето, фотокопија од сообраќајната дозвола на возилото, наод и мислење од надлежна здравствена установа, МКФ, проценка или друг документ издаден од надлежен орган со кој се потврдува дека лицето е со аутистичен спектар, Петтиот документ ќе подпишуваат изјава под материјална и кривична одговорност дека возилото ќе се користи исклучиво за потребите на лицето со аутистичен спектар, а нема да се препродава, нема да генерираме некои такви работи, пошто по комплетирањето на цела документација ќе биде склучен договор. Лепенка за сега нема да даваме, но возилата таблиците ќе бидат внесени во систем. Пошто ние до сега немавме такви лепенки, за побрзо да ја ставиме, да не чека само некоја набавка на лепенки, ме разбирате, пошто банално би било, веднаш ќе влезат во систем и ќе може да функционира уште одма од кој ќе се донесе одлуката и кој ќе се направат измените во софтверот, ама тоа многу брзо ќе биде 24 часа веројатно. Благодарам. Дали има други прашања? Да, порака, најдобро е кога ќе донесеме ова одлука да ја објавиме на страницата на општина Битола и вие како јавно предпријатие да ја споделите за да бидат информирани сите овие идни корисници на овие услуги. Благодарам. Фала ви на препораката, ќе ја спроведиме и мислам дека ќе биде убаво да направиме некој контакт со здруженијата за да може и тие меѓусебно да се информират. Ама тоа ќе оставиме, ќе се договориме. Благодарам. Дали има други прашања? Одлуката, значи, како што каже колегата Кузмановски, ќе биде објавена на службен гласник на општина Битола, меѓутоа веќе објавиме, ако треба, и вест дека се донесе таква одлука на Советот. Се надевам дека ќе биде едногласно усвоена како што беше иницијативата. Други прашања? Доколку нема, преминуваме на точка број 12. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот на услуги на доместовци на јавните паркиралишта ЈПП ЈЛП Битола. Повери директор. Председателе, фактички јас со моето образлагање го кажав, ова е единствениот документ кој вие како совет имате надлежност само да го смените без управен одбор, така да во ценовникот само е дополнето дека уште една категорија е внесена. Заради тоа е ценовникот пред вас, пошто тие лица не беа до сега офатени, значи имавме посебни категории жители, вработени лица, правни лица, инвалидизирани, новинари и така натаму, и сега само го менуваме ценовникот за да ја внесеме и оваа категорија. Ви благодарам. Уред. Крстич Павле. Да појаснам, значи да не се свати погрешно, значи нема никаква измена во постоечките цени на јавното предпријатие Паркинзи, значи се си останува исто. Ова е единствено измена, како што кажа директорот, само се внесуваат лицата со аутистичен спектар, да не се разбери дека повторно има некакви измени во цените или намалување, покачување, значи ништо не се менува тука, се си е како досега, само се внесуваат лицата со аутистичен спектар да бидат внесени во ценовникот и тие дека паркингот за нив ќе биде бесплатен. Во ред. Прашања други? Доколку нема, точките исцрпени, преминуваме кон гласање на точките од Комисијата за
финансии и буџет. Прва точка, завршна сметка на ФК Пелистер АД Битола за 2025 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека првата точка е усвоена. Втора точка, завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2025 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека втората точка е усвоена. Трета точка, завршна сметка за КК Пелистер за 2025 година. 2 за, 1 воздржан. Четврта точка, годишен план за вработување на Основно училиште Свети Климент Охридски Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека четвртата точка е усвоена. Петта точка, годишен план за вработување на Основно училиште Гоце Делчев Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека петта точка е усвоена. Шеста точка, годишен план за вработување на Основно училиште Свети Кирил и Методи Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека шестата точка е усвоена. Седма точка, годишен план за вработување на Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека седмата точка е усвоена. Осма точка, годишен план за вработување на Основно училиште Александар Турунчев село Кокоречани Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан, констатирам дека осмата точка е усвоена. Девета точка, годишен план за вработување на Средно општинско медицинско училиште доктор Јован Калаузи Битола за 2027 година. 2 за, 1 воздржан. Десета точка, решение за давање согласност на правилник за услови, начинот и постапката за издавање и користење на повластена паркинг карта за лица со аутистичен спектар. 3 за, констатирам дека 10-та точка е усвоена. 11-та точка, решение за давање согласност на одлуката за бесплатно паркирање на јавните паркиралишта во надлежност на ЈПП и ЛП Битола за лица со аутистичен спектар. 3 за, констатирам дека 11-та точка е усвоена. 12-та точка, решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот на услуги и на доместоци на јавните паркиралишта ЈПП и ЛП Битола. 3 за, констатирам дека 12-та точка е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам Комисијата за финансии и буџет.